Прво сакам да го прашам колегата Диме, дали неговите колешки од СДСМ потекнуваат од Битола и нивното реагирање не ви смета сега па да ги повикате одговорница или само јас која ќе кажувам од место ви смета па реагирате. И ќе ви кажам, јас и од место и од оваа говорница ќе говорам и ќе зборувам затоа што сум од Битола и затоа што во Битола РЕК го оставивте во пропаст. 4000 луѓе се плашат за својата екзистенција. Тие мене ме гласале и затоа ќе реагирам и ќе се бунам затоа што битолчани го имат тоа видено во едно време кога ја направивте најкриминалната приватизација и јадници луѓе, ги оставивте на улица, па сега истото ќе се случи со РЕК Битола благодарение на вашето недомакинско и неодговорно работење. Не вие лично, вашата влада од СДСМ. Колешката кажа нешто дека средства ќе од Фонд за здравствено осигурување за да ги плаќаат здравственото осигурување. Сакам да ве прашам, дали знаете дека Фондот за здравствено осигурување нема еден денар, па сите оперативни зафати во приватните болници се стопирани кои се на терет на Фондот за здравствено осигурување. Кажа дека средства ќе се одделуваат од Фондот за здравствено осигурување, да ви кажам во каква состојба го донесовте вие Фондот за здравствено осигурување. Исто како што ја донесовте државата. Сега ви кажам. Државата велите дека планира да собере 3,9 милиарди евра, а ќе потрошите 4,4. Значи, стартно пола милиарда евра е државата во минус. И плюс 188 милиони евра веќе позајмени пари. И што ќе правите вие со тие пари? Кој ќе ги враќа тие долгови, зашто кажувавте? Заем од Светска банка за енергетска, заем од Светска банка за образование. Кој ќе ги враќа тие пари? Едно време кога се задолжуваше државата, меѓу за капитални инвестиции, вие тука, не вие лично, ама ваши колеги продаваа органи внатрешни, надворешни и така натаму, се прашуваа кој ќе ги враќа парите, а вие сега како тоа лежерно си го кажувате, кој ќе ги враќа овие долгови? Што вие ги направивте, а при тоа ни една капитална инвестиција немате. Ке ви кажам, значи, ако инвестициите од 2006 до 2016 биле 11%, во вашето време 6,5%. И ке ви спомнам, да ве подсетам, на што се должи процентот на намалена на зголемена вработеност. Значи, ТИРС-1 Скопје, Джонсон Мети, британски производител на катализатори, од 2008 присутен, во 2013 ја реализираше втората инвестиција, над 700 вработени, сега не знам. Кемет Електроникс, американска компанија, во 2012 почна со работа 300 до 500 вработени. Технокозе Витек, италијанска компанија, произведува флексибилни цевки. Втората фабрика започна со работа во ТИРС-1 во 2016, 200 вработени. Аптив 9, поранешен Джонсон Контрол, 420 вработени од 2007 година. Арац Автоматив, предходно Капкон Автоматив, американска компанија од автомобилската индустрија, започна во 2015 година. Магдија, италијанска компанија, во 2015 започна да произведува производи и така натаму. Производите од фармацевската индустрија, ТИРС-2 Скопје, Ван Хол, белгиска компанија, производител на автобуси, во јули 2012, во 2016 започна со реализација на вториот инвестициски проект, 1000 вработени. Во ТИРС-3 Штип работат Адиен, поранешен Джонсон Контрол, американска компанија од автомобилската индустрија, од 2014 со над 2000 вработени. Техникал Текстилс, германска компанија за производство на изолациони материјали, во 2015 1000 вработени.
Кондево италијанска компанија во 2015 започна. Тирс Прилеп, Гентерм американска компанија од автомобили со 2000 вработени. Автопластгерм компанија од автомобилската индустрија 100 вработени. Во Тирс Кичево, Key Safety System американска компанија со 1400 и повеќе вработени. Струга, ОДВ Електроник германска компанија со 250 вработени. Костал германска компанија, Струмица 1100 вработени. Тетово, Леар американска компанија 1300 вработени до 2500. Кавадарци компанија Дрекселмайер германска компанија 6000 вработени во Кавадарци, Кромберг и Шуберт 5500 вработени во Битола. Благодарение на овие фабрики се намали сиромаштијата во Република Македонија. Меѓутоа вие за жал за 4 години успеавте РЕК Битола Елем да ги направите загубари и покрај здравствената криза со која толку убаво се справивте, што имаме 7300 и 400 починати и 14 живи изгорени луѓе, а притоа никој за тоа не понесе одговорност заради пената која што ја ставивте во модуларните болници за да заштедите некој динар. И имаме само 9% од населението вакцинирано надвор од државата затоа што многу способни да набавите вакцини и како резултат на таа здравствена криза ја имаме енергетската криза. И сега ќе ве прашам, зошто не ги прашате раководството на РЕК Битола, што му направија на 25 милиони евра депозит и 8 милиони евра на сметка со 0 обврски. Дали направија санација на електростатските филтри? Не. А ветуваа дека ќе направат. Дали направија десулфуризација? И тоа не го направија. Имаме тука амандмани да се отвори копот во Живојно, вие ги одбивте тие, затоа сега ќе немаме струја, ќе поскапува струјата, Елем ќе биде загубар. Знаете зошто? Зошто не го прашате раководниот тим и вашиот председател каде се парите од рекет? Затоа што јавно беше кажано дека 250.000 евра на секој 6 месеци се зема рекет од фирмите кои што работат во РЕК Битола. Значи, пола милион евра од една фирма. Колку фирми работат таму и за 5 години колку пари имаат собрано? Каде му се тие пари? Зошто увезуваат сега мазут, знаете? Затоа што му е полесно. Сограѓанинот од Струмица, не го кажувам името, преку него оди увозот на мазут и се знае како одат тие работи. Затоа државата не ни чини. Затоа државата не ни е како што треба. Сега, ќе прашам имате ставки не ви одговараат некои работи, ама то се реалност, можете сами да ги проверите. Значи вака, имаме Министерство за надворешни работи, за внатрешни работи, разни трансфери, 59,76% покачување. Министерство за одбрана 235% зголемување разни трансфери. Трансфери до невладини 300% зголемување Министерство за политички систем. Разни трансфери и трансфери до невладини 66 до невладини, 6,65 од Министерство за правда. Разни трансфери Министерство за надворешни работи 841%, па да ми кажете кај ќе ги трошите, зашто се овие пари, разни трансфери, јас стварно не можам да разберам. Министерство за финансии, разни трансфери 10,18%. Министерство пак за финансии и функции на државата, разни трансфери 77%. Министерство за економија, трансфери до невладини 54,32%. Министерство за животна средина 7.000
500 повеќе покачување на, значи имало 44 милиони, не, 45 милиони и 600 денари, сега 7500 пати ја зголемувате ставката за разни трансфери. Зашто се тие? Ајде, објаснете ми. Од Министерство за транспорт и връзки за разни трансфери, значи имате планирано 162 милиони или 22,62% повеќе. И од сите, значи, 125,76% повеќе пари од Министерство за земјоделие за разни трансфери. Разни трансфери, не можам да го разберам. А од друга страна, во Министерството за здравство или во Министерството за животна средина, воздухот кој што вие го протестиравте, фрлавте со бои по институциите на државата, се боревте за чист воздух, сега ставката е намалена за скоро 20%. Значи, тука имаше некои дискусии, воздухот бил изчистен, па ајде, напишете на студија и на сите земји во светот, покажете им ја како и со кои методи го изчистивте вие воздухот. Министерство за здравство, многу успешно менаџирано здравството, уште тоа ќе ви кажам. Министерство за здравство имате 500 милиони денари за реконструкција, не, во амбуланти во рурални подрачја, истата вредност и минатата година и ова година 0% реализација, значи грижата за руралните подрачја вие стварно навистина многу голема, или медицинска опрема за потребите, напишани некои цени од основен буџет, самофинансирање, од заеми, 522, меѓутоа не кажувате која опрема, каква опрема во болниците, освен опремата што ја донесе ВМРО ДПМН, ама апсолутно ништо не е направено. Условите на здравствените работници се никак. Еден ангиограф во Битола е расипан 4 години, фала Богу, не успеавте да го поправите, а не да купите нов. Ова е весела математика, вашиот буџет со толкав долг. И едно нешто на крајот ќе кажам, нашата држава има вода, вие ја исушивте, ги исушивте езерата. Многу е смешно, многу е жално, колешки. Ја продававте водата за струја. Водите ги, езерата ги исушивте. Значи, вода, имаме храна, имаме струја и неа ќе ја немаме, благодарение на вас. И се молам на Господ, македонскиот народ, да има трета среќа, премиерот, кој што еднаш во 2016 вети дека ако им изгуби на парламентарните избори ќе се посвети на семејството, не си даде оставка. Кога беше референдумот, исто вети дека ако не помине референдумот ќе си даде оставка, и сега по трет пат па белки ќе имаме трета среќа и да куртулиме и ние и македонскиот народ.